се бавите се сами или како го решавате? Мислам, ги оставате на бабата. Па еден час од се се сами помажу. Потоа бабата доаѓа и чува. Семејството во нашето социјалистичко самоуправно општество представува основен и незаменлив фактор за развитокот, воспитувањето и формирањето на личноста на детето. Во таа институција се создава клима за разновидни доживувања и сознавања, што овозможува да се постават основите на личноста на детето, односно правилно психофизичко развивање, напредување, учење и слично. Сето тоа е во тесна врска со семејните услови и воспитните влијанија, што во крајна линија придонесуваат правилно да се развие личноста на детето. Од тие причини, раниот и предучилишниот период представува основа за натамошно непречено развивање и воспитување, со оглед на тоа дека во тој временски период настануваат крупни биолошки, физички и психолошки промени. Во домашната семејна средина, детето непосредно се запознава со многу предмети, појави и настани од секојдневниот семејен живот, што овозможуваат разновидни доживувања, безгрижни детски радости и врз таа основа се формираат представи, поими и искуства за натамошното развивање, напредување и осознавање на околината на нивното живење. Има и вака, види, ај воли да напишеме. О, Л, И, Т, А, Н, А. Ај со твоето раче сега, фати го. Рачета. Дај моето раче, ајде. Т, паси, не така, полека. Вака. Во таа интимна средина, детето доаѓа во контакти со своите постари братчиња и сестричиња, кои му ги пренесуваат своите искуства, сознанија и доживувања, и на тој начин го социализираат помалото дете. Нера, 100 пати сум ти рекол, тука не смеа да се оставаат кондори, остави ги на своје место. Меѓу детето и неговите најблиски во семејството се развиваат длабоки социјално-емотивни односи. Детето ја чувствува сигурноста дека припаѓа некому и обратно. Сето тоа импресивно влијае врз неговиот социјално-емотивен развиток, односно се развива љубовта кон родителите, постарите врсници, љубов спрема околината, природата и татковината. Турчко, тоа ще носно за ручек, супата и... Две цялата. Барев, две мене, две не. Покрај емотивната подкрепа и сигурност, семејството за детето од предучилишна возраст има и други општествено битни влијанија. Имено, тоа за детето представува прв пример на општествено живење. Малото дете од предучилишна возраст, на конкретен пример од своите најблиски, сваќа дека во семејството и општеството владее одредена закономерност и поделба на должностите, работата и слично. Затоа, не случајно велиме дека семејството има голема улога во примарната социјализација на детето. Жена еве платата за кирија 2000, за струја 50, за телефон и за телевизија 50, за гибритарина за Вода. Еве за кредитите. Кредити. Кредити. Колку се 4 кредити? 560.000. Некои семејства имаат хармонични меѓусебни односи. Се грижат за своите деца. Не ги оптоваруваат со гледишта што не се во согласно со возраста и целите на нашето општество. Ти се сега. А ти сакаш? А овие белите? Ај биди малата. Види ги овие малко. Види ги се ти овие ги сакаш ли? Ти сакаш овиете? Збори. Какви да ти купам? Какви сакаш? Представуваме семејството Ристовски. Иване, може да ни го представиш твоето семејство? Нашето семејство се состои од тројца браќа и една сестра,
како и нашата мајка која е глава на семејството. Ова го велам дека е глава затоа што кај нас се уште владае онаа традиција. Живееме стварно одвоено, меѓутоа сме како едно семејство. Во еден двор и стално сме заедно. Повеќе дечиња, како во семејство се понашаат тие? Ние пред се на нив се радуваме, а тие се живеат, валјда гледаат на нас ние како се движиме, така и тие исто си играат и се разбираат, се помагаат исто така и во учењето овие што одат на училиште. Е така. Предшколска установа праќате деца или можда тука се тие во на семејство? Во предшколска установа имаме едно детенце. Заправо две. А другите ни одат, Владко е трето оделение, Борче е второ, а Томче е прво оделение. Сакам да кажам дека сите ни се Инаку главна улога околу децава, мислам, ова чувањето околу децата, можда бабата и другите, како тоа? Претежно бабата, бидејќи иако одат во градинка, али нашите работи се на работа такви да мора да одиме на смени, да мораме и бабата некогаш после ручек да ја ангажираме за чување на децата. Може бабата нешто да ни каже? Како се снаоѓате вие со толку внучиња, поголем број? Многу убаво. Зашто дека секогаш што со ними, на некој е попушти, на некој е замери му и така, демек многу убаво денот ми помини. Дали нешто ви помагаат можда и тие во? Абе добро, деца, како деца, некој ќе поможат, некој. А што најмногу бараат од вас? Приказки. Умеете да им раскажувате, сигурно и доста научите ви приказки заради децава и така. Покрај ними и ја научив. Сега тие ме учат мене, ја ними и така, заедно, секогаш. Вие исто така сте со децава повеќе тука, мислам и Да, јас нив. од поручекот ќе ги донесат од градинка заедно со свекрвата, малку помагаме на нејзе и со мене и со нив. И провеќе времето. Тоа сите деца на окуп, мислам, не? Да, сите веќина на окуп се. Семејството како примерен фактор во воспитувањето и образованието на децата до толку поефикасно ја остварува својата улога, доколку е тоа као целина покомплетно и пошироко. Во нашите услови, иако имаме добар дел од семејства кои се раслоени, кои што представуваат микросемејства, еден дел од семејствата, односно еден поголем дел, особено во неурбанизираните средини, се уште екзистираат како целини на семејства, во кои што живеат повеќе браќа или во една куќа или во близината едни со други. Примеров ни покажува ево како едно заедништво, едно семејство во кое што повеќе браќа се наоѓаат во непосредна близина и децата од сите тие представуваат едно сложено семејство, едно пошироко семејство на деца. Посебно го истакнувам овај момент заради тоа што во овој случај децата од повеќето браќа, односно од повеќето блиски роднини, не само што се наоѓаат као другарчиња заедно, него тие имаат можност и во самите семејства да бидат заедно, заедно да ручат, заедно да играат, заедно да се договарат. И со оглед дека се од различити возрасти, тие се надополнуваат, се коригираат меѓу себе и се на тој начин се осознаваат едните со другите, ствараат емоционални врски кои што ги поттикнуваат на нови спознанија, на нови моменти и на тој начин овај амбиент во многу им користи за нивниот развој, така да тие сосема слободни, сосема здружени, сосема ослободени од секакви стегања може да се најдат во училиштето кои би многу користило за нивното напредување во учењето и воопште за социјализацијата. Не знам, денеска дојдоа децава кои се прибраа од школа. Секој семејство, спротивно на своите привидно хармонични односи, не секогаш делува позитивно на детето. Порано или подоцна детето ќе го препознае некоректното однесување на своите родители и притоа ќе доживува стресови и непријатности. Затворањето во тесните, привидни интереси на семејството, едностраното расположение на родителите, исто така доведува до негативни последици во воспитувањето.
Потоа пак дојдоа со мајка ѝ. Повторно го бараа кучево, настојуваа да влезат во соба, мислеа дека ние во соба сме го сокриле и јас не знаев како веќе да им објаснам, ги пуштив во сите соби, проверија и кога се уверија дека кучето воопшто не е тука, си отидоа. И јас мислам дека тие луѓе претераа во тоа. Чим е така работата, ја не сакам више тие луѓе ни да разговарате со нив, ни да зборувате. Моја куќа да не ги више видам. Ниту па никако контакт со нив да имат. Разбрај не? Е така. Тие луѓе сакат овде нешто да направат некоја провокација, разбереш. И затоа од сега не сум тука никога да видам. Колку убави играчки има тука? Погледни. Која играчка сакаш да ти купам? Некои родители им нанесуваат свесно или несвесно штета на своите деца со тоа што се попустливи, не им ускратуваат од задоволствата, им исполнуваат се и се што без размислување и на тој начин ги воспитуваат малите егоисти, кои еден ден ќе видат проблем во семејството, а во одредени услови и за општеството. А зошто таа? Дека можам да правам, да возам. Да возиш? Да возиш. Сакам моето дете да има што повеќе играчки. Затоа што јас кога сум бил мал, сум ги немал, барем тоа сега да ги има и да игра со нив. Па ти ги гледа? Ти ги сакаш? Не гледај таму, гледај. Кој ги сакаш? Никој. Ајде добија да иде. Исто така не е добро ако родителите се многу грижни и развиваат чувство за зависност од возрастните, што сето тоа може подоцна да биде сопирачка во понатамошниот развиток на личноста на детето. Ај стани се пробај, стани, згази. Стега? Не. А големи ти се или малечки? Не. Со цел да се избегнат сиве овие крајно негативни влијанија, треба да настојуваме подобро да го запознаеме детето. Не треба да ги затвораме очите пред неговите слабости, со оглед на тоа дека ниедно дете не е совршено и без недостатоци, како што и секој возрасен човек. За да ја добиеме неговата доверба, треба да бидеме негов постар другар и пријател. Во воспитувањето треба да се биде стрплив и доследен. Не треба да се очекуваат резултати преку ноќ. Денеска не ми слушала, многу патос ми направи. Влезе со чевли. Неколку пута си ми рекла да не лега со чевли и она постојано влегува со чевли. Потоа и викам да пишува домашни задачи, да чита, да вежба. Не сакам тату кога ќе дојде. Јас викам, зар ја не сум тука? Можеш да вежбаш и јас кога сум тука. Така да не ме слушаше денеска воопшто, морам да ти кажам. Зашто е така? Јас сум тато почесто на пат. Јас не можам да бидам секој пат тука, па ти со мене да ги правиш тие работи. Како тоа влегување со комбинат, па јас како си се облекувам. Некаде цел ден да чисти, па нема никој па да биде чисто. Немој така да работиш. А утре ќе дојде нешто, па ти тебе да не чистуваш. Ти ќе пораснеш поголемо. Па ќе видиш како ти треба да се чисти само по тебе. И тоа, си заремеш на мама и ти кажеш, мамо, ова не знам, ајде ми покажеш. Ова да напишеме да почне да работи. Мамо да гледа дали ова убаво сум го направила. Јас не можам стално да бидам тука. Не треба да се отклучиш нешто, тоа да се деси. Детето ги впива влијанијата од средината што го окружува. Меѓутоа, кога ситуацијата ќе созрее и ќе доведе до квалитетни промени, детето ќе ги изрази своите акумулирани искуства и знаења на соодветен и на неговата возраст адекватен начин. Овде престојуваат кој што слушнавме нешто? Па, претежно се одека, со бабата и со дедото, односно со бабата, пошто и дедото уште работи, али ипак тие се најмилите,
и скоро све со нив. Малку нас мене ни сакат, повеќе од нив ги сакат. Нормално повеќе сум. Како со децава, како преку денот? Со деца, како е? Дедото сигурно исто и со ними се занимава преку денот. Па, за време на работата, додека сум на работа. Откаде доаѓам, ме пречекаат на улица, што се вика. Ете го дедо, вика, идет. И просто радосни се, не знаеш што прават, кои ќе ме видат. Имам се приврзани доста кај вас. Сад, и то превише сад. Некако, не знам дали сите дедовци са така или пак конкретно кај мене, не можам вака да опишам. Што значи, многу са поврзани према мене и јас према нив, што се викат. Дали што преку денот не се видиме, кога доаѓам од работа, и одма така радосни се околу мене се вртат. А ја ги залажам понекогаш, им носам по нешто од работа. Ќе ги купам во дуќан, било бомбони, било мастики, било што, било така и тие повеќе околу мене се. Иначе вас ви представува сигурно добро дошло ова што родителиве многу повеќе. Па се, јас мислам, со обзира кај што работат мажот и жената, старите, односно родителите, се добро дошло. Корисни се ете конкретно за тие деца, се приготвува ручек, нормално, се иде на пазар, се пазарува. Тоа е па голема корист која нас не олеснува сета работа. Интересно е тоа да вие овде имате и детска градинка, не сте се определили да го дадете дете? Па не сме, можда јас и би се одлучил да ја пратам во градинка, меѓутоа ќе биде увреда за родителите, ќе испадне како да не можат, не знаат или слично. Да, али градинката има и некоја друга. Градинката си има своји позитивни особини, кои јас ги признавам многу, затоа што од другата сестра која не е тука, детето иде во градинка, она веќе знае многу повеќе песнички, онака кои ги учат таму во градинката, и гледајќи према тоа дете, јас сум многу задоволен. Како се викаш ти? Јас се викам Дамјановска Каролина. Каролина. Ти подолго време со баба и со дедо, мама ти каде беа? Беа во Австралија. А вие бевте Австралија, не? Да, ние бевме во Австралија, во градот Сиднеј. Таму седовме веќе 4 години и се вративме назад. Детето на колку години го ставивте тука? Ние го ставивме на година и пол. Па како беше го таму? Па тешко ни беше, многу тешко, значи, али моравме да одиме. Така, захтеваше што се вика и добро беше, али жал ни беше за малата сега. Доаѓавте меѓу време? Не дојдовме воопште. Колку време? 4 години воопште не дојдовме. 3 години дојдовте. И кога дојдовте видовте го израсната голема. Израсната. Не познаваше ли? Не познаваше, али по сликите сепак се сети кој се сети на аеродром кога не пречекава и... А ти мислеше на мајка ти долго време и на татка ти? Да. Долго време. А ги познаваше по слика? Да. И ги позна ли кога дојде на аеродром? Да, ги познам. Ги позна. Се израдува многу, сигурно. И добро ти е сега. Со кого живееше за тоа време? Со баба ти и дедо ти? Да. И со тетка ми се И со вика. тетка ти вика. Сумде дека Каролина многу мала ви остави дедото и ќерката. Како поминавте со неде? Па ви, како што описа ќерката дека замина тие, мора да замина за Австралија, така и беше работата. И јас ми останаме, она не го стаја од 15 месеци. Малечка многу, но сепак ние се зафатиме како и синот и ќерката. И ја гледаме 4 години нешто се рад тамо тие. Ние до душа ја гледаме како своје черо. И на одмор како си одеме за Охрид, примејќи моето предпријатие имат хотел во Охрид, и немаше нон-стоп си земеме секоја година во Охрид, и така тоа израсна со нас. И ден денеска имат повеќе вака према нас. Не мислим да има повеќе љубов, што се вика, таа има према таткото и мајката, исто и према нас имат. Што значи, уште не може да се раздвоите, онака да се осети дека е само, што значи опет со нас има вака поблиско онако односи. Одредена категорија деца во условите на нашето живење живеат во хендикепирани дефицитарни семејства или полудефицитарни семејства. Полудефицитарните семејства доаѓаат како резултат на подолгото отсуствување на едниот или двата родители од семејството,
како резултат на нивното привремено вработување во странство, имаме најчести случаеви, кое што и овој пример го покажува. Живењето на детето во дефицитарното семејство е пренесено како грижа на најблиските во семејството, во случајов детето го чуваат и за него се грижат бабата и дедото. Доколку детето се наоѓа кај поблиските, кај бабата, дедото и другите најблиски роднини, неговите услови се поповолни, за разлика од оние деца кои што се остават на подалечни роднини или во понеповолни услови. Меѓутоа, живењето на детето во полудефицитарните семејства или и во дефицитарните семејства има и одредени тешкоти за неговиот развој, кои во известна мера и негативно се одразуваат на емоционалниот развој пред се, а покрај тоа и на другиот интелектуален развој. Заради тоа што колку да блиските во семејството се грижат за детето, тие во никој случај не може да заменат мајката и отсуството на мајката, и поготово во случај кога се отсутни и мајката и таткото, детето се навоѓа хендикепирано од чувството, од љубовта, од грижата, од секидневното живење со родителите, како што може да се види дека ова дете дури по повраќањето на родителите, дури со нивното враќање почнува наново да ги доживува, наново да создава емоционална врска, емоционална клима со нив, така што дури сега треба да го надополни се она што отсуствувало. Секако тоа е еден момент кој што кај него може да развива разни емоционални кризи. Кризите може да се јават во дружењето со децата, во учењето и воопшто понатаму во неговиот живот. Кај беше денеска, мати? Надвор беше? А? Кај беше? Има случаи кога во средена семејна средина понекогаш се јавуваат некои проблеми. Така, например, помладата и постарата генерација живеат во еден стан, а истовремено двете страни влијаат на детето. Кажеш кај беше ти? Што го карате па вие детето цело време? Остане кај газу таму кај што треба и готово. Така ли е било? И пусти мачка? Ај малци играј, начичко. Ајде. Ајде се. Ајде. Играј. Двете момчичко? Сакаш тука да се качиш? Од тука можеме да извлечеме поука дека во вакви семејства се појавуваат негативни влијанија. Секогаш со благодарност ја примаме и ја цениме воспитната помош на постарите. Меѓутоа, неопходно е родителите да имаат примарна улога во воспитувањето и да ги усогласуваат своите воспитни ставови спрема возраста на детето. Во суштина, тие ја поставуваат и основата на воспитното делување. Нема ни денеска, ни утре мора да се седни на книгата и да се загре столицата. Ако не седниш, нема ништо да постигнеш. С учење све се постига. Па са бајле, ко си го фатила цел ден само тоа. Само тоа, ја да се и таа, ја ќе се буна. Нема бунење, мора да учи. Ти, бабо, ти ќе чутиш. А не да го браниш внукот тука, богати, секој ден. Го браниш. Тешко мора да учи. Сакат малце да излези тите, да се издува. Ќе го издувам ја упор. Еден искусен воспитувач бргу ќе ги препознае грешките на семејството. Неединственоста на делувањето врз децата, примената на разни воспитни методи на навредување и казнување, претераното занемарување и свирепото однесување. Како ти падна? И цела да се исполиеш до доле, нели? Ајде, кажи. А детето се го избањало од глава до петици доле цел. Ајде, кажи. И ти се турна и ти си го избања. Ти намерно си му сипала од глава, надоле си го бањала детето. Како не ти е срам? Сега показна, нема да излегуваш надвор да играш цела недела. Тој е подеден.
и во школа нема да јадеш, него само дома ќе јадеш. Кога сите деца таму ќе јадат во школа, ти ќе ги гледаш и нека ти е криво. Разбра? Е така. И друг пат нема така да правиш. Понатаму, не единственоста во воспитувањето кај детето ја развива недовербата спрема возрастните, несигурноста во себе, како и кон поблиските и пошироката средина. Што не се плашиш? Понекогаш децата се воспитуваат како пред 30-40 години. Сигурно и самите досега сте слушнале од вашите родители зборови како што се кога бев мал сите работи си ги вршев сам или кога одев на училиште јас секој пат бев меѓу првите во се. Нели вчера вежбавме, работевме и мислам дека требаше да биде спремен за денеска. Дали е така? Јас овие услови ги немав како вие што ги имате сега. Јас, например, мојата мајка не била писмена и не можела со мене да работи, како јас сега со вас што работам. Таквите родители не се свесни дека тие гледања не одговараат на современата обштествена мисла, бидејќи во меѓувреме обштеството со помош на науката, техниката, културата отишло многу понапред, па со тоа од темел се променил и начинот на воспитувањето на децата. Денеска не сакаме повеќе да ги воспитуваме децата да станат роботи или да имаат страх од родителот, воспитувачот и наставникот, како што било тоа порано. Туку ги воспитуваме да бидат одговорни, совесни и слободни личности. Не можеме веќе да воспитуваме со прачка како порано. Сакаме нашите деца да бидат пристојни, иницијативни, а не покорни и плашливи. На нашето општество му требаат активни, творечки, самоуверени и оптимистички настроени деца, кои имаат своји гледања, своји ставови, кои знаат да ги согледаат интересите и проблемите за семејната и општествената средина и слично. Сите овие примери покажуваат дека децата живеат во различни семејни структури и се окружени со различни семејни услови. Заедничка карактеристика на сите тие услови е примарната улога на семејството, бидејќи секое семејство во која да е структура, она е навистина позитивен фактор и не само позитивен, него и незаменлив фактор во развојот и воспитувањето на децето. И тогаш кога за детето се грижи само мајката, и тогаш кога за детето се грижи бабата и детето, и тогаш кога се наоѓа детето во проширеното семејство, секогаш е тоа обкружено со една клима семејна, со услови кои што детето ги впива као најблиска, као животна средина, као примерна средина во која тоа го гради и јазикот и начинот на живење и навиките ги создава и го спознава најблиската средина во која живее под грижата на семејството. Од тука ние кога дискутираме за семејството, секогаш имаме предвид дека е тоа незаменлив фактор за правилен развој и воспитување на детето.